Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Од 1 јануари струјата поскапува за околу 5%. Исплатата на пензиите не е загрозена. Фондот на ПИОМ гарантира дека пензиите ќе стигнуваат секој први во месецот. Македонците се повеќе се разведуваат, а помалку се венчаат. Управата за хидрометеоролошки работи издаде жолто ниво на предупредување поради потенцијална опасност од поплави. На младите им треба до едукација и практично искуство за веднаш да се вклучат во работниот процес, зашто и бизнис секторот треба да се приспособи. Прилепскиот актер Бобан Алексовски за прв пат ќе игра во представа на Прилепскиот театарски ансамбл. Времето денеска постудено и променливо облачно. Урбан маркетинг. Best Solar Крушево. За ваш енергетски ефикасен дом. Квалитет и екстра услуга. Кога грејната сезона е тука, ние се грижиме за удобноста и топлината во вашиот дом. Продажба и монтажа на системи за грејење на топла вода. Со нас секогаш добивате удобен комфор во домот. Best Solar Крушево. Ако сакате централно грејење, ќе имате енергетски ефикасен дом. Само со нас. Best Solar Крушево. Ние сме подготвени. Подготвени ли сте и вие? Секое патување е ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација, заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора. Новогодишни и божикни тури. Метеори, божикното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици, за вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници! Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и месни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветановска. Од 1 јануари цената на електричната енергија за домаќинствата ќе биде повисока за околу 5%, откако Регулаторната комисија за енергетика ги усвои новите пресметки за трошоците во енергетскиот сектор. Државната компанија ЕСМ на последниот тендер понуди цена од 65 евра за мегават час базна енергија, што директно влијае врз крајната цена што ќе ја плаќаат граѓаните од 1 јануари. Според надлежните институции, корекцијата е резултат на зголемени производствени трошоци, повисоки цени на енергенсите и потребата да се обезбеди стабилност на електроенергетскиот систем. Дел од потребните количини струја ќе се обезбедуваат од домашни капацитети со цел да се намали зависноста од скап увоз.
Регулаторот нагласува дека ова зголемување е умерено и има за цел да гарантира сигурно снабдување во наредниот период. Во исто време, владата најави дека ќе продолжи со мерките за заштита на најранливите категории граѓани преку субвенции, социјални тарифи и дополнителна поддршка за да се ублажи влијанието на новата цена врз семејните буџети. Фондот на пензиско и инвалидско осигурување известува јавноста дека исплатата на пензиите се одвива нормално и веќе на 1 декември 2025 пензионерите ќе ја добијат ноемвриската пензија, зашто вкупно ќе се исплатат средства во висина од 9 милиарди 297 милиони 493 и 427 денари. Пензионерите треба да бидат спокојни, бидејќи владата ја гарантира исплатата на пензиите и тука не треба да има никаков сомнеш или страв дека пензиите нема да ги има. Фондот на пензиско осигурување во координација со владата исплатата ја врши секој први во месецот и истото ќе продолжи да го прави и во наредната 2026 година. Македонија бележи пат на бракови и раст на разводи. Наталитетот е зголемен, но природниот прираст и натаму е негативен. Македонија се соочува со сериозни демографски предизвици. Статистиката покажува пад на бројот на склучени бракови и раст на разводите, додека наталитетот останува низок. Државниот завод за статистика објави загрижувачки податоци за третото тримесечје од 2025 година, јули до септември. Склучени бракови 3514, што е намалување за 2,8% во споредба со истиот период лани. Разводи 470, што представува зголемување од дури 27,7% во однос на минатата година. Во истиот период се родени 4431 живородено дете, што е раст од 3,7% во споредба со 2024. Бројот на починати лица изнесува 4849, од кои 20 се доенчиња. Природниот прираст останува негативен, минус 418, што значи дека бројот на починати е поголем од бројот на родени во Македонија. Проекциите се уште поалармантни. До 2070 година населението може да се намали на 1,3 милиони жители, што е пад од околу 35%. На младите им треба доедукација, практично искуство и сет од вештини за веднаш да се вклучат во работниот процес, за што е потребно приспособување на бизнис секторот, беше главната забелешка на форумот во организација на Економскиот факултет Прилеп. Македонските кадри се намалуваат со иселувањето, но и со работа во глобалните компании во Македонија, рече Катерина Камовска-Гаровска, представник од фирма за 3D дизајн од Битола. Соработка мора да има, бидејќи излегуваат моментално студенти кои не се спремни веднаш да почнат со работа, им недостасуваат вештини. Овде веќе не зборуваме само за вештини од типот на тимска работа, значи многу поголем сет на вештини и компетенции кои треба да ги исполнуваат за да може да се вработат. Значи знаењето да е предуслов за вработување, но студентите мора да имаат нешто повеќе. Значи мора да имаат вештини, да знаат да се снајдат на работно место и тоа е неминовно. Сега има различни модели кои факултетите може да ги користат. Значи од соработка од ваков тип, но и нешто подетално во смисла практиканска работа, поврзување на институционално мерките кои ги имаме во државата. Значи има начин ако се има волја. Прилепскиот актер Бобан Алексовски за прв пат по 10 години од дипломирањето ќе игра во представа на Прилепскиот театарски ансамбл. Какво е неговото искуство пред утрешната премиера на представата Црнила? Конечно, после дипломирање, после 10 години играм во прва представа во Народниот театар Војдан Чернодрински. Беше желба која што некако се закорави низ годините, меѓутоа ете благодарение на овие луѓе тука и на целата поддршка околу ми дадоа шанса да влезам во Прилепскиот театар на некаков начин. Искуството беше возбудувачки и некако не знам како да објаснам проблемите кои што тука се соочуваат и проблеми од кои што јас 10 години го поминувам некако како да влезам во институција некако.
се поклопија и некако мислам дека заедно сите некаква борба водевме во позитивна насока за да на крај го имаме ова задоволство представата која што се случи. И чувството е прекрасно да играш во сопствениот град, да играш во ваква представа која што е направена и посакувам уште многу такви проекти. Управата за хидрометеоролошки работи издаде жолто ниво на предупредување поради потенцијална опасност од поплави и апелира на предпазливо движење покрај реките и суводолиците, пред се на оние во југоисточните, источните и североисточните делови на земјата. Во текот на ноќта имаше значително зголемување на водостоите во југоисточниот, источниот и североисточниот дел од земјата. Висок водостој моментално има во сливот на реката Брегалница, вклучително и незините притоки, во сливот на Крива и на Пчиња, како и во сливот на река Струмица заедно со притоките и со воделиците во рамки на нивните сливови. Во западниот дел од земјата се очекува помал прираст на водостоите поради студеното време во тој регион и поради тоа што на планините врнежите ќе бидат во вид на снег. Предупредуваме на предпазливо движење покрај реките и суводолиците во земјата пред се на оние во југоисточните, источните и североисточните делови на земјата, алармираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Временска прогноза. Времето денеска ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд кои се очекува да бидат пообилни во источните делови на земјава. На планините врнежите ќе бидат од снег, додека на повисоките места се очекува мешан дожд и снег. Во Прилеп променливо облачно со повремен дожд, додека во повисоките делови од Пелагонија ќе има мешавина од дожд и снег. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Максималната температура во Прилеп достигна до 4 степени. Утре на планините и на повисоките места ќе провејува слаб снег. Од недела времето ќе биде стабилно со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. Во поодделни котлини ќе има појава на магла и таму температурата ќе остане пониска. Временска прогноза. Слушавте Пелагонска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.